Добро дојдовте назад во студиото на утринската програма Деница на телевизија Мега. Во продолжение ќе зборуваме за она што една недела беше актуелно во Битола, тоа е фестивалот на монодрама. Со представата Случајот Харамс во режија на Дино Мустафи, Кнескопскиот театар Комедија, синоќа токму во Битола заврши 18-тото издание на овој фестивал. Иако важи за специфична театарска форма, која најчесто не ги полни салите до последното место, годинашниот фестивал ја надмина и таа пречка. Во 7-те фестивалски дена беа изведени 17 представи на театри од нашата земја, од Албанија, Србија, Литванија, Соединетите Американски држави, Хрватска, Израел и од Бугарија. Половина од нив беа во домашна продукција, вклучувајќи ги и сите 4 од ОВ програмата. За тоа како помина ова фестивалско издание, дали ги исполни очекувањата на организаторите, ќе дознаеме во продолжение од колешката Ана Трајчевска, која линковски ја имаме од пред Центарот за култура во Битола, а нејзин гостин претпоставуваме директорот на Центарот за култура Борче Димитровски. Ана, добро утро или добар ден и за вас. Добро утро, Бети, добро утро до сите гледачи на телевизија Мега. Токму така ние се наоѓаме пред Центарот за култура во Битола, како што кажа, за нас го оставивме 18-тото издание на Интернационалниот фестивал на монодрама Битола 2016 година. Изминативе 7 дена сите љубители на театарската уметност имаа можност да проследат 17 представи, од кои 13 беа во конкуренција, 4 беа составен дел од програмата на фестивалот. Но подетално за тоа како помина фестивалот, околу наградените на фестивалот, ете веднаш по завршувањето на фестивалот, првите импресии ќе ги собериме денеска со првиот човек на Центарот за култура Борче Димитровски. Добро утро за вас, добре дојдовте пред се во програмата на телевизија Мега. Добро утро и поздрав до гледачите на телевизија Мега. Одлично е чувството кога зад нас е еден навистина прекрасен настан, 18-тото издание на фестивалот на монодрама, иако можеби ќе звучи како клише, според оценките на сите беше најдобро досега, и во однос на квалитетот на представите, но и во однос на самата атмосфера која што владаеше и кај учесниците, и кај стручната јавност, и кај публиката, и сублимирано се вкупниот впечаток е дека зад нас еден одличен фестивал, 7 дена, 17 представи, 9 држави, 13 монодрами во официјална конкуренција, 5 продукции, копродукции на македонски монодрами, што е најголема бројка на представи од Македонија кои што учествували, што говори и потврдува дека фестивалот си го има соодветното место на театарската мапа и во Македонија и во регионот. Така, навистина радува тоа што ете 18-тото издание на фестивалот на монодрама ги исполни сите оние очекувања кои што ги имавме претходно. Позитивни коментари во текот на сите 7 фестивалски денови, огромна посетеност од страна на публиката, но за тоа малку подоцнете како сте задоволни од тој аспект. Еве на самиот почеток би сакала да ги информираме нашите гледачи кој е победник на фестивалот на монодрама оваа година. Сосема заслужено Гран Прито го понесе представничката од Литванија. Од минатата година во координација со селекторот на фестивалот се одлучивме да наградите ги сведиме на 2, за уште позначаен да биде оној кој што ќе ја добие наградата Гран При, наградата од публиката, така да жирито предводено од Петар Темелковски, Братислав Димитров, Билјана Крајчевска, кои што беа представници на Македонија, Нина Мазур, големиот пријател на фестивалот, Иван Леолемо од Хрватска. Имаше навистина тешка одлука да донесе тешка задача да донесе одлука која представа треба да го понесе Гран Прито, а исто така и ние имавме тешка задача да донесеме одлука која представа ќе добие наградата од публиката и многу не е драго што тоа е представата Дневникот на лудиот, чисто режисер е Маријан Нечак, значи нашиот познат битолски композитор, а представата главната роля е толку Озрен Грабарик од Хрватска. Така да тоа се двете монодрами кои што ги добија наградите на овогодинешното издание и за правилниот избор говори огромниот аплос од публиката кој што го добија кога излегува на сцената и ги примија наградите.
Така, големиот број на актери кои што годинава зедоа учество на фестивалот на монодрама од 9 различни земји во светот, како и посетеноста на публиката, навистина говори за тоа дека овој фестивал е квалитетен, навистина нуди богата програма за сите посетители и за сите учесници. Интересно беше тоа што за време на некоја представа се одигрува и значајни фудбалски надпревари. Ете, имаше надписи во неколку весници дека кафичите во Битола беа празни за време на фудбалската утакмица, а салата во Центарот за култура навистина беше преполна. Ете, како вие сте задоволни од посетеноста на овогодинешното издание на фестивалот на монодрама? Па, посетеноста беше навистина одлична. Имавме супер вовед со отворањето, со представата. Животот е прекрасен, кога салата беше исполнета до последното место, иако имаше Лига на шампиони, а знаеме дека битолчани се големи љубители на фудбал и секогаш е таа дилема што би избрале. Уметноста повторно победи, бидејќи нема посрекно чувство кога се организира некој настан, а во исто време има нешто друго, можеби што е за некој значајно, а сепак настанот кој што го организирате да помине повеќе од успешно во сите аспекти, бидејќи освен што е важно да биде навистина квалитетна театарска представа, ова година имавме можност да биде представата од еден од големите европски режисери Александар Морфов на македонскиот народен театар со плејада актерски имиња на сцената. Во исто време да играат Реал Мадрид и Манчестер Сити, а повторно да публиката биде фокусирана на уметноста. И во тој дух помина целиот фестивал и монодрамите кои што знаеме се специфична театарска форма, беа повеќе од одлично посетени. Затворањето исто така помина во исполнета сала на Народниот театар, така да близу 2000 гледачи во изминатите 7 дена го следеа овој фестивал, што е уште една потврда и за квалитетот, но и за значењето кој што го добива. Така, без разлика на тоа што зад нас го оставивме 18-тото издание на фестивалот на монодрама, јас морам да кажам дека Центарот за култура неуморно работи во текот на целата година. Еве на што работите во моментов и што можеме да очекуваме? Сега можам да најавам дека продолжува редовниот кинорепертоар на дигиталното 3D кино, Капетан Америка, Граѓанска војна е од денес на репертоарот. Новото продолжение на франшизата X-Men доаѓа следната недела. Значи бројни филмски настои, повторно се враќаме во тој ритм. На 18 мај уште еден интересен настан. Филхармонијата гостува со еден семеен концерт Петра и Волкот, така да семејната публика и најмладите ќе имаат уште едно позитивно искуство. Значи тоа е од 18 часот на 18 мај во големата сала на Центарот за култура, така да бројни настани и позитивни изненадувања ќе следат и во следниот период, а веќе сме во финални подготовки за уште еден голем настан кој што е кон средината на летото, тоа е фестивалот Илинденски денови, а веќе ги имаме потврдено и учесниците кои што набрзо ќе ги најавиме на фестивал на музика од светот кој што ќе се случува првата половина на месец ноември. Може да откриеме нешто од фестивал на музика на светот и од Илинденски денови, од она што ќе се најде на програмата, или да оставиме на изненадување на нашите гледачи? Па сепак ќе треба да оставиме на изненадување, бидејќи таков е ритмот. Сега имаме еден значаен настан зад нас, па ги финишираме подготовките со другите настани кои што се организираат, односно фестивалите, така да забрзо ќе откриеме детали. Така, јас ви благодарам премногу што бевте дел од утринската програма на телевизија Мега. Благодарам на поканата. Така, студио на самиот крај, слободно можам да кажам дека Центарот за култура во Битола навистина нуди богата понуда наменета за сите генерации, така да вреди да се посети студио. Доколку имате некои прашања, повелете. Не, Ана, јас ви благодарам и тебе и на Борче за овие информации, за пренесувањето на впечатоците како помина 18-тото издание на фестивалот на монодрама.